Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за една книга што ја прочитав неодамна. Книгата ми се допадна, сакав да ги споделам моите впечатоци со вас, меѓутоа сакав да биде тоа во неколку точки, само концизно, прецизно и со идеја дека ќе ве поттикнам да ја прочитате книгава или можеби да ви послужат овие точки како ориентација да знаете што да очекувате кога ќе пристапите на оваа книга. А тоа е книгата Слобода од Леа Ипи, или поднасловот е Созревање на крајот на историјата. Леа Ипи е предава политичка теорија и е политичка филозофија на London School of Economics во Англија. Тоа е една сериозна институција, значи таа е прилично релативно позната мислителка во таа област. Значи не е пред се романсиерка или писателка, меѓутоа пред неколку години ги издава овие мемуарски записи, оваа мемуарска книга и го привлекува вниманието, станува популарна, преведена на повеќе јазици. Значи Леа Ипи е родена и порасната во Албанија, во Драч, и неодамна кога бев во Тирана ми беше интересно што во неколку книжарници беше изложена, се продава на превод, во превод на повеќе јазици. Меѓутоа ја знаев дека или ја спрема, беше најавено да ја издаде на македонски, си почекав, ја купив на македонски, ова е во издание на или преводот од англиски на Калина Малевска и ужива во книгава, ми се допадна и сакам за тоа да споделам неколку мисли со вас. Значи првата мисла што сакам да ја споделам е дека ова не е роман. Значи ова се мемуарски записи нејзини, мемуарска книга, нејзини сеќавања за нејзиното растење во Албанија, во Драч, меѓутоа во два периоди. Значи ова е од нејзиното детство, нели додека замине да студира на факултет. И значи тука се две фази. Едната фаза е нејзиното детство е баш во комунистичка Албанија, затворен систем, строг систем и така натаму. Подоцна времето на транзиција и демократска Албанија и сите предизвици што доаѓаат со таа транзиција, значи таа ги запишува тука во нејзините сеќавања. Сега исто во однос на насловот, значи тука слобода, созревање, иако на англиски е free или може да биде слободна или слободни, созревање на крајот на историјата, тоа е земено од Френсис Фукујама, еден политички теоретичар, филозоф, чија теорија при крајот на 80-тите е дека развојот на човечката историја и човештвото кулминира со либералната демократија, слободниот пазар, капитализмот и така натаму, дека тоа е крајот, и тоа е преземено од Хегел, целата идеја. И тука мислам дека Леа Ипи си игра со тоа дали всушност е крајот на историјата, дали е некаква кулминација доаѓањето до демократијата и либералниот, нели, или капитализмот, можеби и не. Сега оваа книга претпоставам дека поекзотично, поинтересно ќе ја доживеат луѓето што живеат во многу поразлична култура од албанската култура што е прикажана тука. Нели, луѓе што ги интересира како било да се расте во затворена комунистичка земја, иако во многу нешта кога ќе читате книгата ќе видите дека во многу нешта и нашето растање, ајде да не генерализирам, моето растање или на тие што биле родени и живееле во Југославија има многу сличности, иако албанскиот социјализам, комунизам и југословенскиот биле сосема различни. Значи Албанија била страшно затворена земја под водство на Енвер Хоџа, значи чекање долги сати, чекање редици за леб, за млеко, за најосновни намирници. Значи меѓутоа ако си веројатно албанец што живеел низ истите нешта, веројатно ова не е нешто нешто, не е нешто интересно. Меѓутоа претпоставувам дека можеби на некој од нас нема толку да ни се види тоа интересно, меѓутоа тоа ме носи до втората точка, тоа дека сепак книгава е, да речам, тематски поставена. Тематски е поставена во смисла на тоа дека ја зема слободата како концепт и тука не се мисли на некаква внатрешна слобода, психолошка слобода, туку се мисли на слобода, политичка слобода, во однос на тоа
како изгледала, дали постои некаква слобода во комунизмот, па транзиција, па демократија, па и ја зема слободата и таа е присутна низ целата книга. Низ разговорите со нејзините родители кои што се мајка е наставничка, професорка во училиште, бабата е еден неверојатен лик, најинтересниот за мене лик во романот, ете. Навикнат сум да зборувам за романи во оваа мемуарска книга и бабата која што младоста ја поминала во Грција, во Истанбул, одела на опери, во Париз, значи научена е на некаков живот и после се е заглавена во Албанија и во тој систем таму. Низ разговорите со бабата, значи сепак незиното семејство има интелектуална позадина и има многу интересни промислувања за тоа. Од една страна ова е предност на книгата затоа што немате само нафрлени случки и сеќавања рендом од незиното растање или сеќавање од минатото на незиното семејство, меѓутоа има една тема која што еден концепт кој што ја поврзува целата книга, сите сеќавања низ призма на слободата. Од друга страна може да звучи тоа малку дистанцирано и да звучи премногу политички и премногу, можеби речиси нејзината позадина како професорка и како теоретичарка на филозофијата, политичката филозофија да се провлекува и на моменти да звучи тоа малку суво, меѓутоа од друга страна тоа може да биде и предност на книгата, затоа што ги имате личните, емотивните доживувања, случувања, а од друга страна имате и онака баш ве информира и книгата на некој начин ве образува во наводници за некои концепти за кои што можеби повеќето од нас не размислуваат. И последна, трета точка мисла е тоа дека многу убаво се прикажани двете страни и транзицијата. Значи прво растењето во затворена Албанија со култ кон Енвер Хоџа, кон државата, нели сите деца го викаат Чичко Хоџа, значи рецитирање песни на приредби и така натаму. Подоцна транзицијата, немирите, таа мала револуција, за подоцна исто да го прикажи во некаде 96-97 речиси на некој начин тоа своевидна граѓанска војна во Албанија, ограбување на магацини со оружје и така натаму, буквално конфликт, пукотници на улиците и така натаму, и повторно не остава со дилемата. Да, во комунизмот нема слобода, нема право на слобода на говор, можеби право на различно мислење за некои нешта, се чекаат редици така натаму. Од друга страна доаѓа време, ново време каде што се граѓанско општество, проекти, па не знам, као либерална демократија, меѓутоа од друга страна транзиција и неизвестност, губење на работни места, скокање од едно на друго во обид да се преживее, обиди за масовна миграција во Италија и во други земји, нешта со кои што може да се поистоветиме и ние во оваа земја која што е во вечна транзиција, веќе 30 години кусуре во транзиција и никако да не истранзитира и така натаму. Така што ова е една книга што ви ја препорачувам, мислам дека ќе ви се допадне, значи комбинација од убави сеќавања, случки, мемуарски записи и мисли за слободата, за општествените уредувања и нешта што се блиски до нас тука, кои што може да ве научат, а и зашто да не се запознаеме со тоа каков бил животот, затоа што животот не е копи-пейст секаде, каков бил животот сосема блиску до нас тука, како било да се расте во тоа време во една сосема строго затворена земја. Океј, толку за слобода од Длеаипи. Чувајте се, ако ви се допаѓаат овие видеа, размислете за тоа да стиснете subscribe на каналот, лайк, шернете ги некогаш на Facebook или на Instagram. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!